Денес бев во Кочанската болница цели 17 часа. Бев до оној момент додека не ја испративме и последната жртва на пат на кај Скопје до судска медицина. Денес во Кочани бев сведок на една од најтраорните мои сцени во животот. Сум бил многу пати сведок на вакви сцени со трагичен епилог, меѓутоа оваа денеска беше најтраорната атмосфера што сум ја доживеал. Слушате ме сите вие во оваа наша и моја напатена земја, наша Македонија. Македонија во која без никаква причина сме поделени по сите основи. Вакви, онакви. ВМРО, СДС, муслимани, православни, македонци, албанци, срби, власи, турци, црни, бели, поделени по секој основ, без никаква причина. Денеска немаше поделени, сите плачеа во ист глас. Немаше поделби денеска. Треба ли да ни се случи вакво нешто за да ги сватиме овие работи? Денес не видов поделби, видов само очај. Да им соопштуваш на 20-тина мајки и татковци на лице место дека нивните деца повеќе не се живи. Да го гледаш целиот нивен очај на лице место. Да бидеш сведок на сето тоа. На секои 5 минути по нешто да се случува такво. Да газиш преку мртви. Да гледаш јагленисани тела. Локви крв. Да ги пакуваш. Да им пишуваш имиња, презимиња. Да ги товараш. Да гледаш како семејства се распаѓаат во моментот. Како не им се живее повеќе. Како сиот свој бес и лутина врз се го истураат на лице место и врз некои недолжни, кои што мора сето тоа да го претрпат соочувајќи се со нивната болка. Јас сум татко на едно дете, имам син единец. Денеска се чувствав исто како тие родители. Како јас да го изгубив моето дете. Може тој на мене да ми се случи, може и на сите да ни се случи што не сме дел од оваа трагедија. Што да правиме понатака? Секогаш ли да чекаме нешто вакво да се случи за да преземе нешто конкретно? Нека се запрашат сите. Нека преземат мерки сите оние кои што треба да преземат мерки. Да не си им во кожа, во срце, во душа на сите оние кои што ќе бараат одговор, ќе бараат објаснување затоа што ги изгубиле своите најмили. Поради нечија грешка, сите ние сме виновни. Почнувајќи од мене. Помалку ли, помногу ли, чувствувам јас вина, веруете. Им изразувам сочувство на сите семејства од срце и да ги чува Господ и да им даде мир во следниот период да го пребродат ова колку можат полесно. Господе, чувај ги сите понатаму